Мирослав Митич, продуцент од Србија, македонската режисерка Елеонора Венинова и филмска представничка од Франција Емили Ришел се тричленото жири која ќе има одговорната задача да одлучува за престижните награди во главната надпреварувачка селекција на петото издание на фестивалот на балкански медитерански филм Преко езерото. Во главната конкуренција се 6 исклучителни долгометражни филмови, меѓу кои се кипарскиот Држи се за мене, иранскиот Коцкарот, македонскиот Кома, белгискиот Одразот во мртвиот дијамант, српскиот Кармадона и бугарскиот филм Месо. Председателот на меѓународното жири Митич вели дека филмовите во програмата се одлично избрани и разновидни, а профилот на селекцијата е многу поширок. У оквиру медитеранског фестивала селекција програма е шаролика, одлично ураđена селекција програма и профил селекција е многу шири од класичnog, да кажем, балканскog артхаус програма. Овде имамо интимне драме и црножановска сатира и локална драма, и стилизовани нео-нуар шпиунски филм и ирански сайбер трейлер. Ришел за прв пат е во Македонија. Вели дека многу и се допаѓаат проекциите под отворено небо покрај Доранското езеро, но особено и значи што може да се сретне и да поразговара со режисери и актери од самите филмови кои се во официјалната конкуренција за награда на фестивалот. Firstly, I'm very happy to have been invited by Yanni to the film festival. It's my first time in Macedonia and here, of course. And I'm surrounded by two nice people for the jury. People here are very friendly. And also, right now we watch 3 features and some short films. And it's a nice place because it's outside. Македонските филмови одлично се носи со странските за добитничките позиции на фестивалот, вели Венинова. Па мислам дека македонските филмови одлично се носат со странските филмови кои што се во конкуренција, затоа што ние имаме извонредно квалитетни филмови, особено кратките филмови во последните години се многу успешни, одат по големи фестивали и се повеќе млади режисери и режисерки прават филмови кои што буквално можат рамо до рамо да бидат со странските филмови, што е случај на овој фестивал. Одлуката на тричленото жири за годинешните лауреати ќе биде соопштена на свеченото затворање на фестивалот утре вечер во амфитеатарот покрај Доранското езеро.